законот за отстранување на Советот за утврдување на факти. Ние мора да го поминеме во собрание пред нова година. Значи, има некои прашања кои што ќе мораме до нова година да ги завршиме, а кои што ќе зависат од околностите кои што ни стојат. Меѓутоа, ние мора да ја спроведеме целата реформска агенда која што веќе сме ја ветиле на Европската Унија. А тоа се овие три главни столба и додатно борбата против организираниот криминал, борбата против тероризмот и насилниот екстремизам, улогата на медиумите и на цивилното општество во целиот тој процес. На доручокот беше присутен и шефот на грчката дипломатија Кодзијас. Каква беше неговата реакција по изјавите на, како што ви велите, на другите колеги министри кои што имале позитивен пристап кон македонските интеграции? Апсолутно на тој став беше и министерот Коцijas. Со желба Македонија што побрзо да ја види во Европската Унија. Ставот на господинот Коцijas беше дека Македонија и Грција ќе бидат најдобрите пријатели после решавање на оваа прашање. Оптимисти сме двете страни дека Нимиц со последниот предлог ќе даде можност за отварање на тој процес. Мерките на доверба даваат резултати. Веќе има позитивна клима. Значи, средбите со Коцijas стануваат секојдневни. Еве, јас и Нимиц веќе договоривме моја посета во Атина веќе можеби наредната недела. Така да тие мерки ги го даваат својот плод. Значи се создава еден амбиент во кој што само предлогот треба да го најде своето место за да најдеме конечно решение. Идната година, јас велам, е историски или златен прозорец на можноста. Идната година е периодот кој што ние мора да го искористиме. Ако ја пропуштиме идната година, впечатокот мој, меѓутоа и на повеќето со кои што разговарам, е дека влегуваме во еден зачаран круг на рециклирање на кризата. Законот за јазици во делот на меѓуетничките е во завршна фаза, со Бугарија е подпишан договорот, ни останува единствено прашањето со името. Делот на реформите исто така има одредена динамика, значи веќе се утврдени контурите. Само мора да испорачаме за да ги фатиме овие рокови кои што се важни и не смееме да ги пропуштиме.